Другари, ода ми одма второ видео, тама ми е се живо наместено, едно кратко рандом видео. Много луги паничат, дали ке паднала на 18.000, дали ке паднала на 18.000 да падне, другари, много. На 18.000 да падне, ке ги потегли много алткоините и ке трябва после дори там март месец да се оправят. На 18.000 е много. До 100.000 дали да падне, можно е. До 100.000 да речем, ама не може да ви ги разберам обетите, например, ке паднали до 100.000, ке паднали до 80. Другари, ако падне на 100.000, супер, ке си окупите. Значи, кажа ви, кратете, ама нямаме па. Тогава ако нямате, шо? Вие проблема, вие немате, се твърдите ка немате и чекате се на по-ниско. Епа, дека бете на 16.000, дека бете на 18, дека бете на 23, дека бете на 3. Се чекате, другари. Чекате, оно само си ода нагоре и никога не сте купили. Абе, луги, и тая е цена добра. Чувате го на 112 и да не отиде повече, чувате го за следния булмаркет, брат. Трупате дигитално злато. Шо сте седнали чартови, гледате, братче, леле ке падне или не, няма да падне. Леле ке падне или не, няма да ви падне. Бе. Другари, научете се инвеститор да бидете. Що значи това? Кратите ги сите щети навики и купувате, трупате нова цена. Ама ние нямаме толкова пари за биткоин. Другари, по $50, по 20 да ставаш то чудо 2035 ке вреде пари. Ке вреде много повече от то изпушено, изпиено, изедено тамо и износено. Трупайте си, другари, цел свет сборе за биткоин. Шо е тази толкова философия, бе, брат? Шо е тази толкова философия да не можеш, брат, да седнеш и да ставиш пръсто начало, чега, бе, Америка сборе, Трамп сборе, сите държави сборят за ово, ама они седнале, брат, я си купам акции, я не верувам у крипто. Вие живеете ли вероятно в Америка, за да знаете за акции, що да купите? Значи, по-първо ке пропадне Америка и акциите, отколко да пропадне биткоин и крипто. 5 пъти сме пред гергианска война. Бевме со председател Байден, тя не знаеше на коя планета е, другари. Тук полиция не имаше, не функционираше. Кинеистите всеки ден хакират американски банки. И они, брат, че он ке седнал, ке изтражил за какво им пише. Брат, я повече верувам ово. Брата, бе, верувай повече, верувайте, ама не им пишувайте на мене. Не можеш ти на него ще укрипто да му пишеш, брат, я повече верувам у берзата. Супер! Я следам исто берзата. Верувайте берзата, брат. Берзата ке биде токенизирана. Ако ке биде токенизирана, нема се купува цяла акция, тук ке ви разградат, та акция ке биде по-ефтина. Бер марките иде, луги. Абе, ало, Япония е банкротирана държава, то знаете ли? Знаете ли вие, що значи со Япония дека е банкротирана държава? А? Знаете ли дека Европската уния от 2019 година се разпая? 2026-2027 тая Европска уния знаеш що ке биде? Ало, силуват ги девойките ни цяла Европа, нема полиция. Знаете ли що значи това? Комплетен колапс на система. Остава се комплетно се разпадне, како Югославия, кой ще украдел и то е. Нема да постои Европската уния луги 2030 година. И нека промашам 2035 нема да постои 2030-2035 няма да постои нито Европската уния, нито НАТО. Ки ги видам обе балканските земји што се борат и што се продадеа со извинение гаките за какво. То не е нели политика неким да упаѓам, туку еве Балкано што се продаде гаките за Европската уния и за НАТО, ки ги видам што ги прават 2030-2035. Германија знаете ли дека отидена? Од дупката. Ништо не функционира там. Там што се останали германците по. Знаете ли колку германци се досело од тука? Много. Знаете ли колку германци се насело од поострови и по чуда? Много. Зашо? Затоа што и најбогатите знаат што се дешава, што се спрема. Луѓе, акциите внимавајте. Со имоти купување внимавајте. Бугарија 2026 улава у еврото. Ке плачат, ке се кајат, брат, што се биле членки на Европската уния. И толку години се членки на Европската уния, што имат? Екстремно богати, екстремно сиромашни и луѓе што си селуват и луѓе сега што ено се враќат затоа што Америка се распаја. И се враќат и литат станови чуда, леле Бугарија оде многу напред, не оде напред. Бегат бугарите од сите држави што прво избегаа од ковидот там што ги позатворија. Видоа дека Бугарија сега и окей, па имат пари дека ќе можат нели да почнат бизниси и куки. Сега од Америка бегат сите бугари. И тоа е фейк сега се што од цените нагоре. Исто и у Македонија. Сите за ковидот за времето ајде бегаа у ово, ајде продават, сега дека Америка више уши 4 години е со Америка со Трамп, после тоа држава ќе видите дека нема да е истата држава како што е било до сега.
Ке видите, помнете ми я думата. Луѓе, биткоин, етириум, кардано и криптотехнологија. Криптотехнологија, другари, истражете, товарете. Акции да трейдате, да ве научат, еве ке Иван Бујрум, да ве научат да трейдате, брат. Трейдаш, правиш пари, бегаш. Трейдаш, правиш пари, улаваш у крипто. Трейдаш, правиш пари, купуваш биткоин. Правиш профит от акциите, купуваш етириум. Правиш профит Cardano, BNB, Chainlink, Sui, Stellar, Ripple. Трупайте, брат, че тия шовиши си сигурни. Американците ги бръмлят. Я Ripple не дава да се бръмля в групата за тоа што се судија со американците. Не може да дозволам ја, и околу моите видеа сум кажал дека е технологија. Не може ја да дозволам, брат, да се рекламира нешто што е сатанистичка технологија, банкарски картел, ја да дозволам, ајде кај мене реклами. Не, ја што кажав? Ке заврши судењето, ке не прават реклами, тогај ќе упадне кај мене у тоа. Значи кај мене упаѓаат у канало проекти и технологија кои што више, брат, ќе си сигурен дека американците се ги избрали. Америка контролира луѓе свето. Рано е за Кина и за Русија. Америка што ќе стае у ово, тоа ќе биде технологија. Утре кога ќе стават да се трейда и да не се онадува, да не се плаќа данок, кои коини ќе литат, кои коини ќе се купуваат, кои коини ќе се трейда, знаете ли? American Base, америчките тие коини што се и токени. Така да, луѓе, кратко резиме од вие нон-стоп кукате и плачете. Луѓе, ако падне, сменете кафе, цигари, штетни навики, ако уште повеќе падне, паси сменете. Товарете, луѓе. Товарете, не, ено смо бети ми, брата, бе, тия пред 12 години се смеја, мислија дека си улов, преска 10 души, од кој еден пријател од Джерси, ке му текне, ми пиша, во исто време ми пиша, брат, овај ден. Брат, тајте се смееше, овајте се смееше, седнале на кафе да прават мобет, тајте се смееше, овајте се смееше, та улови што зборе за крипто, вика сега, не вика, ние ръмбаме, буваме, вика, он вика, седе дома, снима клипчења и игрички си играе. И чека бул маркет. Другари, ко да ви кажам, бирајте. Смејале сте ми се пред 12 години и сега само момент правите. Абе, купете. Не со пари со тие што ви требат, купете со тоа што ги трошите за глупостите. Парите сменете ги уствари, не купете. Сменете ги за нешто корисно. Биткоин ќе дава staking rewards, Ethereum дава staking rewards, BNB дава, Solana на негово, Cardano негов wallet има, Chainlink, Sui, Stellar, Ripple дека е паднал. Што е попаднал Ripple толку? Ја го немам тука, леле, јас се исплашив, викам, брат, шо биде, викам, гледам топ 100, ја го немам у watch листата. Гледаш, ја го немам у watch листата, ама го дозволам у групата. Трупајте луѓе да си живеете од staking rewards и да промашите цената на продажба и многу луѓе ми пишуваат ќе продават биткоин, ќе продават Cardano на $1. Другари, Cardano мора да стигне $3. Иначе нема да биде интересен за наредните 4 години. Мора да стигне. Мора да стигне $3 и оти нема да биде интересен. Замислете си токава компанија кој што никој не ја збореше, сите се смеја, сите ја плука, она стигна до 10-то место и стигна сега до тај степен да стигна до $3.10, а замислете си сега сите ја зборат, американците ја зборат, на секој подкаст само Cardano, секој портфолио само Cardano, само Cardano се збори. За гейминг свето Cardano сега ќе надоваля. Луѓе, значи ако на никој не ја зборил $3, така да не си ги фрлајте парите. Наместо да го продавате Cardano на $1, по-добро е да го ставите на staking rewards да ви стое, па да видите што ќе се случи, другари. Ако ептен не ви треба тия пари, да речеме, продадете го. Ама мој совет е, ако толку многу се плашите, толку не верувате, Cardano го продадете, еве 50% на $3 за чисто, нели, да си излекувате тај стрес и чуда, па ние другите по 5-10% како рипа нагоре ќе си го продавате. Ама ќе си го продавате, ќе чекате да падне за да си ќе си ги тие пари што сте ги уложили ќе си ги трошите или ќе си ги чувате за некој друг проект, ама другите пари што ќе ги направите профит, луѓе, гледајте да не ги потрошите. Cardano кога ќе коригира, разбирате ли, да си го накупите па и после го ставате на staking rewards. Исто Ethereum, BNB и Solana, Ripple, Sui, Chainlink. Гледајте тие што ги форсират како технологија американците. Разбирате ли? Еве ја биткоин, Ethereum и Cardano сум сигурен дека таа технологија опстане.
Другите може да речеме Chainlink, BNB Исток ще остане, тая е берзата, брат. Тая е берзата. Сите сме за Binance.com. Коя е друга берза, другари? Тая е берзата. Значи на BNB бил $866. Колко ки отиде? 2000, 3000, що е това? Абе, другари, не е нищо за вас. За вас 866, ако фанеш 3000, то е много малко. Вие ома сагате 300 000, 30 000. Утре са валя, брат. Идете там по пирамидалните схеми, соберат ви ги тия 800. Идете на кучинята и тия ви ги соберат. Идете на спортска и там ви ги соберат. На казиното ударате по 2-3 пъти, соберат ви ги, така ли? Па човек, колко тепа, жална работа. Луги, бегайте от тия казина, от тия спортски кладилници, от тия комари и чуда. Тука, другари, ставате и чекате, брат. Биткоин, Ethereum и Cardano. Биткоин 17 години, луги. Ало, 17 години, бе, брат. Чекай да видим, 2008 го знаехме, 2009 криран, айде. 2025, ако сме средината, минус 2009, айде, да не. 16, добре, промашив, 16, ама добро, 2008 я го смятам, 17 години. 16 години, другари. 16 години не е хакнат, ама вие ми философирате, окочени сценали на кафенци, вие експертите, биткоин, па много пари, па дали кьода още ке пропадне. 16 години ви сборите истия момент, брат. Добре, не го сборите 16, аз съм 12 у крипто. 12 години го сборите истия момент. 12 години сборите биткоин ке пропаднал, собрали ви у пирамидалната шема 5 или 10 или 20 или. И всеки ден ми пише, от више не ни отговарям, ако гледат видео и кажа, прата ми го YouTube канал, братче, изгорел си 5 или 10 или 15, 20 или до пирамидална шема. И толкова ли бе, брат, не може, вземал си кредит, па иди вземи кредит, стая у Ethereum и Cardano по 50%, бе. Не, по 40% стая Ethereum, стая Cardano. Чим толкова бързо, ама я биткоин не верувам. Не веруваш у биткоин, окей, извади ги 30%. Не веруваш у биткоин, имаш $1000 си наботало пирамидалната шема, ставаш $400 Ethereum, $400 Cardano. Другите си ги ставаш по 10% у Solana и 10% Ripple. Пеки удар, ки ги извадиш тия пари, бе, брат. Ама не знае, ако не знаеш, супер, брат, сей, до ме нервири се, не им пишуе на мене. Значи ти не знаеш, пракаш ми поръка, я ти я кажувам концепто и ти па ми викаш, ама шо знам. Па шо ми пишуваш тогава? Шо ми пишуват устvari, множина сте. Другари, вие сте само за ден губение, кафе шема, да дремете, да лечите комплекси, да вие сте изгубили, па некой сега трябва да седе, па добре, брат, ке се спаси. Не е добро и няма да се спасиш, освен ако не инвестираш, да си върнеш парите. Еве, Sandbox инвестирал си, мора, крипто е. Ке найдеш, ке купиш Cardano, ке купиш Solana, ке купиш BNB, ке купиш Ethereum, да си ги върнеш парите. Не, ама Sandbox я изгубив, или Гала изгубив, како ще имаше някой купили по $10 Гала, господа чува. Значи, я ви покажав за по $10 ви покажав колко се правят. Со по 30%. Покажав ли ви за $30 колко бе в преснодал? 10 000 до биткоин, 10 000 до Ethereum, 10 000 до Cardano, колко беше? 200 $210 000, така ли? Кой е, брат? Ама не, супер, кратко видео за първ път. 15 минути видео правям, гасам, другари, и на Криптоакадемията шушки, и нема, ама брат, имаше един ненормален до Америка, кажуваше ни без пари, ние му се смеехме. Сега, другари, кои до Македония, ке платите, ке седнам и ке ви обяснам, брат, тука тия от коньо ще ги имате, тръгаме ги, и веднъж гледаш, свето е голем, и ви седнувам и викам така и така. Па брат, и така, ако не научите от фаца у фаца, дигиталното се плашите, и фаца се плаши, да не знаете картичката, ки ви я покажат какво се става, никой не ми... Ама брат, какво да става картичката на Binance, ке ми изядат? Брат, извини, аз съм по-стар, ти викаш да ти ставаме предплата на YouTube, я стараме да не ми ги вземат парите. Ало, не ми е оключен канал, subscribe да follow, да ме следваш, брат, че не е предплата. Че они YouTube не знаят, бе, брат. На Facebook, брат, че се правят, не знаят. Нищо не знаят, брат. Ама пирамидалната шема знаете да фанете, така ли? Че знаете да фанете пирамидалната шема, да делите 5, 10, 15, 20 или да имате пари за академия. Чао!